Судот го продолжил притворот на поранешниот директор на клиниката за онкологија Нино Васев за нови 30 дена, изјави бранителот на Васев, адвокатот Боби Спирковски, по судењето за случајот онкологија 2, најавувајќи жалба на апелација. Апелација, нагласи Спирковски, е таа што треба да го реши овој случај, бидејќи апелација и го одреди притворот, потсетувајќи дека првостепениот суд првично го одбил предлогот на обвинителството за определување притвор и изрекол куќен притвор, сметајќи дека тоа е доволно да обезбеди присуство на Васев на судењата, но тоа по жалбата од обвинителството апелација го преиначила. Како одбрана посочи, тој приложиле нови докази на околности за кои рече дека не биле досега ценети воопшто и кои, како што нагласи, покажуваат дека сето она што го поставува како основ за првичното иницијално барање на обвинителството за определување мерка притвор не стои. Пред се дека навистина се направени тешки дела за кои се предвидени и големи казни, тоа не стои. Од едно продолжено кривично дело или действие на продолжено кривично дело, повеќе истородни кривични дела, вештачки права, 3 кривични дела. Наместо да биде само злоупотреба на службената положба како продолжено дело, тие сега даваат вештачки уште измама и проневера во службата. Се со цел да се добие што е можна повисока казна затвор. Тоа во правото нема никаква подлога, објасни Спирковски. На последното рочиште пред судот беа сослушани сведоци кои се поранешни членови на управниот одбор на клиниката во периодот додека директори биле сега обвинетите Нино Васев и Нехат Нухи. Основното јавно обвинителство Скопје веќе постапува и презема действија за обезбедување докази за евентуално кривично дело во врска со состојбата со отпадот во Скопје. Како што информираат оттаму, јавниот обвинител издал наредби до МВР и до други надлежни органи за итно постапување и проверки во однос на работењето на јавното претпријатие Комунална хигиена. Доставени се барања до комуналните инспекцијски служби да извршат вонреден инспекцијски надзор и да ја констатираат моменталната состојба. Владата претходно соопшти дека го задолжила Министерството за внатрешни работи во координација со Државниот комунален инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Институтот за јавно здравје да извршат вонреден инспекцијски надзор во град Скопје и во комунална хигиена, со цел да се утврди состојбата со отпадот во главниот град и да се превземат соодветни мерки. Состојбата е алармантна и иако надлежноста е на град Скопје поради континуираното непостапување, ги повикуваме институциите веднаш да постапуваат по донесените заклучоци на владата, се навидува во соопштението од владината преслужба. Јапонскиот парламент ја избра ултраконзервативната Санае Такаичи за прва жена премиер во земјата, а еден ден откако незината партија постигна коалицијски договор со нов партнер за кој се очекува да го помести владеачкиот блок понадесно. Такаичи ќе го замени Шигеру Ишиба и ќе заврши 3-месечниот политички вакуум и конфликт што следуваа по катастрофалниот пораз на Либерално-демократската партија на изборите во јули. Ишиба, кој беше премиер само една година, поднесе оставка заедно со својот кабинет претходно во текот на денот, отворајќи го патот за неговиот наследник. Алијансата со десничарската Јапонска партија за иновации со седиште во Осака го обезбеди незиното доаѓање како премиер, бидејќи опозицијата не беше обединета. Алијансата на Такаичи се уште нема мнозинство во двата дома на парламентот и ќе треба да се додворува од други опозицијски групи за да донесе какви било закони. Ризик што би можел да ја направи незината влада нестабилна или краткотрајна. Политичката стабилност е од суштинско значење сега. Без стабилност не можеме да промовираме мерки за силна економија или дипломатија, рече Такаичи. Иако е првата жена што ја извршува функцијата премиер на Јапонија, таа не брза да промовира родова еднаквост или разновидност. Таа е меѓу јапонските политичари кои ги блокираа мерките за унапредување на жените. Ја поддржува само машката сукцесија на царското семејство и е противник на истополовите бракови и дозволата за посебни превзимања за брачните парови, пренесуваат медиите. Поранешниот француски председател Николас Саркози вчера почна да ја отслужува 5-годишната затворска казна откако беше прогласен за виновен за криминална завера со Либија околу нелегално финансирање на кампања. 70-годишниот поранешен конзервативен председател го напушти својот дом и пристигна во затворот, придружен од сопругата Карла Бруни, додека поддржувачите го бодреа со скандирање и француска химна. Саркози, кој беше осуден минатиот месец, е првиот поранешен француски лидер кој е затворен од времето на нацистичкиот соработник Маршал Филип Патен од Втората светска војна.
Кратко откако се упати кон затворот, Саркози објави дека е жртва на одмазда и омраза. Осудата на Саркози стави крај на долгогодишните правни битки околу обвинувањата дека неговиот изборен штаб зел милиони во готово од либискиот лидер Муамер Гадафи, кој подоцна беше соборен и убиен за време на арапската пролет во 2007 година. Саркози веројатно ќе биде задржан во изолацијската единица на затворот Ла Санте, каде што затворениците се сместени во кели со една соба и се одделени за време на активностите на отворено од безбедносни причини. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Во крајните јужни и источни делови ќе има услови за слаб локален дожд, ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Скопје променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Според најавата на управата за хидрометролошки работи, следува период на променливо облачно време со сончеви периоди и слаб до умерен јужен ветер. Од четврток дневните температури ќе бидат во пораст.